Благодарам, почитуван председателе. Колега Панче, во литературата и во животот постои еден термин лажна вистина. Тоа е оксиморон, тоа е апсурд, тоа е нешто сосема спротивно, сосема нелогично. Тоа е социјалдемократскиот сојуз. Тоа е социјалдемократскиот сојуз кога предлага закони. Нешто нелогично, нешто апсурдно. Така функционирате. Замислете, социјалдемократскиот сојуз предлага закон за минимална плата. Невозможно, апсурдно. Социјалдемократскиот сојуз предлага мерки за зголемување на субвенциите. Апсурд. Социјалдемократскиот сојуз предлага мерки за зголемување на пензиите. Нешто тотално нелогично. Колега Панче Орцев, да ве подсетам. Благодарение на вашите вакви проактивни политики, во минатото Македонија биде многу зорт. 230.000 луѓе останаа без работа благодарение на криминалната приватизација. Многу луѓе ја напуштија оваа држава благодарение на тие политики. Сакам да ми одговорите на едно прашање. Поднесовте предлог закон за 11.000 денари минимална плата. А нели во текот на предизборната кампања вашиот лидер ветуваше 450 евра минимална плата? Нели заменикот на вашиот лидер ветуваше 250 евра минимална плата? Од каде ја исцрпивте сега оваа сума 11.000 денари? Или тоа низ брзањето, низ собраниски лавиринти ви такнала таа бројка и сте ја пишале? Повторно, тотално несериозен однос. Кога зборуваме за минималната плата, да ве подсетам и да разбарате на Google Images, Бранко Црвенковски, синдикат. Има едни слики кај што ме ветувате на луѓето дека ќе се официализира минимална плата. Да ве подсетам, тогаш таа изнесуваше во просек околу 4.000 денари. И во контрарепликата сакам да ми кажете. Има многу олигарци во социјалдемократскиот сојуз кои што вработуваат одголем број на луѓе. Дали вие во вашите фирми, во фирмите во Струмица, во Куманово, во Скопје, практикувате минималната плата да биде минимум 11, 12 или 13.000 денари? Дали сте спремни со нивните налози од минимум минимална плата 450 евра, денеска, поддржани од невладините организации на Лидија Димова, да организирате протест во поддршка на сите оние други вработени кои што земаат 10.000, 9.640 денари за гарантирана минимална плата? Да ги изедначиме со нивните стандарди. Одговорете која е минималната плата на вработените во фирмите кај Заев, кај вас, кај другите колеги. Ако е 12.000 денари, тогаш вреди да се размислува за овој ваш предлог. И на крајот на криштата, да ве подсетам, кој мисли на вработените, на намалувањето на невработеноста, доволно го зборува еден статистички податок, кој вели дека во 2005 година ставката на невработеност била 37,3%, а денес во реалноста во 2015 година таа изнесува рекордно ниски 26,8%.